Сезонските празници подразбираат и сезонска заработувачка и од тие на кои трговијата со добри услуги им е основна дејност и на многумина кои користат шанса за краткотрајна заработувачка. Пред новогодишно, постновогодишно, божично, пред старо новогодишно, јасно е, забави доминираат во угостителскиот сектор. Во екот на овие предновогодишни, новогодишни и постновогодишни празници имаме поголема раздвиженост, исто така и поголема дејност, да речеме, особено кај угостителите. Тие организираат специјални настани по тој повод, дневни или вечерни. Во тие случаи, доколку за настанот имаат влезница, делат ваучери, треба истите да ги бележат во фискалниот апарат, тоест да издават фискална сметка за наплатеното. Карактеристично за нив во овој период е доколку ангажираат музичари, физички лица, имаат обврска да склучат договор за повремено или привремено вршење на дејност со музичарот и на основ на тој договор да поднесат пресметка во нашиот систем за да го платат данокот на личен доход. Обврската значи е на угостителот, на правниот субјект. Музичарот има обврска само да го подпише договорот и да му го отстапи тоа право и обврска на субјектот кој што го ангажирал, во случајот угостителот, тоест правниот субјект. И тоа се однесува без разлика на колку време е ангажиран. Дали со денови за време на новогодишните празници или пак само свирка за еден сат? Да, без разлика, затоа што станува збор за хонорар кој што се одоначува подлежи на данокот на личен доход. Независно каков е периодот, олеснителна околност е ако имаат агенда или календар на настанот кој што трае подолго, тогаш го прават договорот за цел период. Ако е само за еден настап, за едно, да, тогаш исто. Угостителите имаат обврска и да соработуваат со Агенцијата за заштита на авторските права кога се работи за репродуцираната музика. Законот за регистрирање на готовинските плаќања, членот 2, налага сите правни субјекти кои прават промет и плаќање во готово да издаваат фискални сметки, а прометот да го бележат во книгите за дневен финансов извештај, вели Муневски, и најдоцна по 24 часа да го внесат во банка. Ако тоа не се направи, законот вели глоба. Прекршочни одредби се активираат согласно Законот за даночна постапка, за Законот за прекршоци. Па така, ако се изрече глоба, парична казна и се плати од страна на прекршителот во рок од 8 дена, во тој случај се преполовува казната, користиме еден така наречен начин на порамнување. А во случај ако одбива да плати, тогаш се поднесува барање до комисија за прекршоци и се изрекува забрана за вршење дејност од 15 дена. Исто така управата за приходи прави контроли на цела територија на Македонија и може да се случи кај еден ист даночен обврзник, независно што претходно бил контролиран или не, повторно да поиди контрола. И ако со контролата се констатира повторно ист прекршок, тогаш не се оди со парична казна прекршочна одредба како за нов сторител на прекршокот, туку се изрекува забрана од вршење на дејност од 30 дена. Во тој случај, значи не губи само државата, не губат само граѓаните од платениот данок на време, губи и самиот трговец или гостител, затоа што е затворен баш во периодот кога може да оствари многу голем промет. Новогодишните празнувања се исполнети со настани кои се случуваат на улица, базари на секое ќоше. Се нудат мали, најчесто рачно изработени производи, соодветни за празнувањата. Ако правно лице закупило штанд, тие мора да си го понесат фискалното апаратче и да се однесуваат како бизнисот да го водат во своите деловни простории, вели даночникот Муневски. Физичките лица кои што исто така учествуваат на вакви настани, дали со поставување на тезга, па продаваат одредени рачни изработки, некои изработки кои што се однесуваат на храна и пијалоци, те имаат обврска да поднесат барање за паушално одоначување за вршење на дејност од времен карактер, значи за периодот кога се со тезгата на просторот. На основ на тоа барање, управата за јавни приходи му изготвува решение со утврдени аконтации, во прилог на решението добиваат и налози за да го платат паушалот, кој што не е некој значаен, меѓутоа е добар заради борба со нелојална конкуренција. Празнувањата ја зголемуваат туристичката понуда за која е потребно и сместување, а тоа е уште една категорија даночни обврзници кои внимателно треба да ги прават своите чекори овие празници, лицата кои изнајмуваат недвижен простор. Карактеристично за овој период е тоа што се јавуваат, како што рековте, вонреден период. Оние кои што издаваат под закуп имот на подолг период, тие да прават една стартна пресметка и покријани и тој период, вклучително и овој, нели, за време на празниците.
Во случај кога се јавува издавање на подзакуп на соби, апартмани, станови за одмор и рекреација, карактеристични баш за овие празнувања, дури на еден ден да е издаден преку Booking, Kayak, Facebook и така натаму, физичките лица кои што го издаваат имаат обврска тоа да го пријават во УЈП и да платат на тоа данок. Независно што дел од имотот е, како што рековме, покриен со пресметка за цел период. Овде издаваат соба, вила, апартман само за дочек, да речеме, на Нова година и за тој период мора парите што ги зеле во вид на закупнина тоа да го пријават. Регуларното пријавување на закупнината е на основ на договор склучен со закуподавачот и закупопримачот и таму е цитиран износот на закупнината кој што се плаќа месечно, тримесечно или годишно. Да. А за Нова година треба не да склучат договор, затоа што ако закупот е помал од 30 дена, не бараме да има договор, туку да се бележи тоа во книгата на гости и износот кој што е примен од тој гостин, тој да се пријави и да се оданочи. За управата е битно приходите кои што се остварени од закупнини да бидат оданочени. На примената сума се рачуна данок од 10%, меѓутоа се одземаат нормирани трошоци за тоа дали станот е наместен или празен. Ако е наместен, му се одбива 15% од закупнината, ако не 10%. Муневски денеска имаше и едукативна порака до граѓаните. Вели, составен дел од даночната свест е да се бара фискална сметка, да го побараат соопштението за фискалната што трговците и угостителите мора да го стават на видно место и во категоријата право и обврска на граѓаните е да ги пријават субјектите кои не издале фискална. Како на Запад, во Швајцарија, например. Кога ќе ги анализираме состојбите во развиените земји, како што е Швајцарија, многу добар пример, или Америка, каде што велат неплаќањето на данок е грев многу поголем од некој друг, тоа е знак колку тие работеле на свеста и колку луѓето се свесни дека плаќањето на даноци се одразува на квалитетот на живот. Може би кај нас години наназад свеста поинаку се градела, во смисла немаме директна противуслуга од плаќање на даноците, туку индиректно користиме некои услуги кои што ги дава државата. Меѓутоа, ние како управа за јавни приходи во нашиот дел настојуваме и работиме на тоа да се менува свеста. Плаќањето на даноци не значи директна противуслуга, туку индиректно користење на јавните добра, бесплатно образование, здравство, користење на патишта и така натаму. Па се надеваме дека сите заедно ќе се избориме да се менува свеста од една страна, а од друга страна сите чинители во државата ќе работат во таа насока. Дека плаќањето на даноци не значи само обврска, туку и привилегија да се учествува во градење на едно побогато општество, подобро организирано општество. Муневски денеска ни кажа дека достапна е и брошура за оданачување на доход од закуп и подзакуп и препорача, доколку се уште не сте регистрирани на системот е-даночни услуги, тоа да го направите веднаш на нивната интернет страница ujp.gov.mk.